ова издание. Новиот еврокомесар за проширување Оливер Вархели денес во Скопје. Какви пораки испрати? САД, представничкиот дом гласа да се испратат во Сенатот обвиненијата за импичмент на Трамп. А тензиите со Иран една од темите на последната демократска председателска дебата пред изборите во февруари. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Новиот еврокомесар за проширување Оливер Вархеј денес во Скопје најави дека очекува пред самитот во мај да има одлука за преговори на државата. Повеќе од Владимир Мирчевски. Оливер Вархеј очекува дека до мај, кога во Загреб ќе се одржи самитот меѓу Европската унија и Западен Балкан, земјите членки на Унијата ќе донесат одлука за старт на преговори со Северна Македонија и Албанија. Новиот еврокомесар за проширување, кој денеска за прв пат беше во Скопје по преземањето на функцијата, уверува дека идното проширување не е табу тема за овој состав на комисијата, туку е приоритет за кој, како што вели, лично ќе се посвети. We have to work on the basis Мора да работиме со проценката дека Северна Македонија и Албанија се подготвени за почеток на преговори и ние мораме да почнеме преговори. Ова значи дека треба да имаме согласност од Советот на Европската унија пред самитот ЕУ Западен Балкан во Загреб. Тоа значи дека во наредните месеци мора напорно да работиме. Вархеј вели дека ќе продолжи интеграцијата на Балканот и дека ќе се внесе дополнителна динамика преку новата методологија за пристапување, која според него ќе придонеси и за попредвидлив процес кој би функционирал и за земјите кандидатки и за земјите членки. Го пофали напредокот што го направила земјава, но и побара Чекор плюс усвојување на закон за јавното обвинителство пред априлските избори. Владата се надева дека напролет ќе нема нови разочарувања. Иако доживеавме разочарување, прифативме дека стратегиската грешка ќе биде поправена многу бргу и дека нашите резултати ќе бидат валоризирани според заслуженото, иако со одложување. Спасовски информирал и за подготовките за изборите, кои според техничкиот премиер мора да бидат фери и демократски, и затоа повика сите политички сили кои се дел од владата да бидат на ниво на задачата. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Представничкиот дом денес гласа да се испратат во Сенатот обвиненијата за импичмент на председателот на САД Доналд Трамп. Истовремено, демократите излегоа со нови потенцијални докази во постапката. Повеќе за ова и за демократската дебата во продолжение. Истражителите во представничкиот дом испратија нови документи во Конгресната комисија од Лев Парнас, близок соработник на личниот адвокат на Трамп Руди Џулијани, како потенцијални нови докази во очекуваното сослушување во Сенатот, најверојатно на почетокот на следната недела. Документите кои содржат рачно напишани забелешки, електронски пораки и телефонски разговори обезбедуваат нови детали за барањето од Украина да отвори истрага за политичките ривали на Трамп, откако председателот ја повлече воената помош за државата. А демократските председателски кандидати на вчерашната дебата се спротивставија околу бројни прашања, меѓу кои за трговијата, здравственото осигурување и надворешната политика. Тие го критикува и председателот Доналд Трамп и најновите тензии со Иран. Поранешниот подпредседател Џо Бајден рече дека е изгубена поддршката од сојузниците, додека загриженост од ескалација на односите со Иран изрази сенаторот од Вермонт Берни Сандерс. Градоначалникот од Индијана Пит Бутиџич пак рече дека САД може да останат инволвирани без да се испраќаат нови трупи. А вчерашната дебата беше последна пред изборите во Ајова на 3 февруари, кога треба да се избере кој ќе биде против кандидат на Трамп. Кейн Фарабо за очекувањата. Иако температурите падна, кампањата да се освојат гласачите во Ајова се вжештува. Ја сакам сезоната на избори во Ајова. Дарел Морф бил меѓу стотиците кои се собрале на студеното време да го слушнат говорот на градоначалникот од Индијана Пит Бутиџич на локалниот коледж. Во споредба со неговите против кандидати, тој добро котира во оваа сојузна држава. И додека Вашингтон е фокусиран на импичментот на председателот Трамп, Мор вели дека тој размислува за други работи. Како ќе осигураме безбедност во светот или како ќе се справиме со климатските промени? Мислам дека луѓето во Ајова се многу загрижени за ова. Мор вели дека жителите на Ајова сакаат кандидатите да ги адресираат прашањата кои им се важни.
Listen carefully to what candidates are actually saying. Слушаме внимателно што кажуваат и размислуваме како тие би се снашле во улогата на председател. Мор все уште не е сигурен кој би бил најдобар избор за оваа функција. We're in the middle of a fantastic swing through Iowa. I would probably lean toward Buttigieg right now, but Сега сум наклонет кон Бутиџеџ, но ќе продолжам да ги следам и Бајден и Ејми Клобучар. На само неколку недели пред Ајова да гласа, кандидатите се тркаат со времето за да ги освојат гласачите. That's where you start to see the race, some of the people going up, some people going down. Сега се менува трката, а можеби ќе има и кандидати кои нема да учествуваат во Ајова. Станува интересно. Вилијам Клейтон патува од Висконсин до Ајова за да присуствува на настана пронешниот по председател Џо Бајден. Сака кандидат кој ќе го победи Трамп во неговиот рурален округ. Некои го потражуваат Трамп по секоја цена, додека други не го сакаат воопшто. Дарел Мор вели дека е загрижен од и прогресивните кандидати како сенаторката од Масачусетс Елизабет Ворен и сенаторот од Вермонт Берни Сандерс нема да може да ги освојат гласовите кога цела држава треба да гласа во ноември. Сандерс пак неодамна ги отврли ваквите коментари. Агендата за која ние се бориме, независно што ќе речат критичарите, не е радикална. Тоа е нешто што американскиот народ го сака. Демократските кандидати имаат време до 3 февруари да се обидат да ги придобијат гласачите на нивна страна. А сојузната држава Њујорк ја почна годината со серија забрани и иницијативи, меѓу кои за помош на имигрантите и заштита на домашните миленици. Нина Вишнева за ова. Новата година донесе и нови закони во сојузната држава Њујорк и на Манхетен. Прво на листата се забрануваат пластични кеси почнувајќи од март годинава. Тие ќе бидат заменети со хартиени кеси кои ќе чинат 5 центи или турби од материјал што возможува повеќекратно користење. Грижата за животна средина иницираше воведување на други забрани, како и плаќање да се вози во делови на Манхетен со најгуст сообраќај. Надежта е дека тоа ќе ги намали издувните гасови во тие области и ќе го релаксира сообраќајниот метеж. Овој закон ќе влезе во сила во 2021-та. Fees keep going up, but it's helping the community, right? The neighborhood. Но возачите не се единствените кои ќе ги почувствуваат промените. Градскиот совет на Њујорк забрани присилно хранење на животни кои се користат како деликатеси во рестораните. И покрај протестите на фармерите и рестораните, од 2022 година жителите на Њујорк ќе мора да бираат друго пред јадење за нивните богати вечери. И забраната за крзно беше пречекана гласно и од поддржувачите и од противниците. Сепак многу жители на Њујорк ја поздравија забраната, залагајќи се за палта со вештачка наместо животинско крзно, додека собствениците на продавниците за крзно се трудат да покажат дека нивното крзно не значи мачење на животните и дека тоа е потраен материјал. Крзното е сурово, надминато е и не треба да се представува во прогресивен град како што е Њујорк. Њујорк посвети внимание и на ксенофобијата. Градската комисија за човекови права забрани дискриминација со казна за сторителите до $250,000. Луѓето зборуваат за депортирачка машина. Тоа е реалност и се случува секој ден. Се обидуваат да депортираат колку што може повеќе недокументирани лица. Според новиот закон, имигрантите во Њујорк може да изведат и возачка дозвола, независно од нивниот легален статус. Дозволата ќе може да се користи само за возење, а не и за гласање или патување во САД. Многу други закони чекаат да стапат во сила оваа зима, и додека некои од нив поттикнаа реакции и прашања, градските власти тие ќе го направат Њујорк побезбедно и подобро место за живење. Со нови информации се гледаме утре повторно. Пријатно!